Новиот или подобро речено обновениот Passat е продолжение во нишката на бизнис лимузини на Volkswagen. Реков бизнис лимузини бидејќи најголемиот процент на продажбата која бележи Volkswagen на Passat е наменета за флитните купувачи, односно за големите компании. Токму поради тоа направен и мал редизајн, би рекол, на оваа лимузина. Сега делува уште поконзервативно, но како што велат во Volkswagen, ги задржува сите атрибути на претходникот, бидејќи и тогашниот, тоест веќе пензионираниот Passat бележеше одлични возни својства. Да видиме дали е така со новата генерација. Како што беше случај со Golf 6, новиот Passat не е потполно нов автомобил, туку е еволуирана верзија на досегашниот модел. Наспроти тоа, промените се толку темелни што седмата генерација може да се смета за нов модел. Каросеријата на Passat во целост е изменета, а новиот дизајн е поуверлив и поскапоцен од впечатливите линии на претходникот. Интериерот не е многу визуелно сменет, но содржи бројни нови елементи, пред се тоа е квалитетот на материјалите. Работното место на возачот ја содржи сета удобност и ергономија потребна за суверено владење над автомобилот. Севкупната понуда на простор, особено за патниците на задните седишта, е за пофалба, исто како и багажникот со волумен од 565 литри. Новиот Passat го тестиравме во најпопуларната изведба со 2-литрен TDI мотор кој развива 140 конски сили и 320 Нм. Како допринос на екологијата и намалувањето на потрошувачката се издвојува технологијата Blue Motion, која покрај добрите перформанси се истакнува со штедливоста. Тука не смее да се изостави старт-стоп системот, чие работење допринесува за намалувањето на потрошувачката. Наместо посекуваниот DSG менувач со двојна спојка, нашиот примерок силата ја пренесуваше преку солидниот 6-степен мануелен менувач. Работењето на моторот досега беше култивирано, а сега неговото функционирање е поимпресивно и помалку забележливо благодарејќи на подобрената звучна изолација. Што се однесува до чувството во возењето, тоа е благо речено феноменално. Кога малку посилно ќе стиснете педалата за забрзување, нешто погласниот баритон на моторот ќе ве потсети дека треба да се шалта. Амортизацијата, иако малку потврда, пружа високо ниво на удобност, но наштимена е за спортско возење. Лесно се воочливи подобрувањата добиени со модифицираните спирали и амортизери подпомогнати со серискиот ABS, со електренско распределување на силата на сопирањето и ESP. Суспензијата е сочинета од Макферсон систем на предните тркала, а задните се поврзани со каросеријата преку мултилинк со 4 точки на поврзување. Оваа комбинација е извонредно избалансирана, давајќи безкомпромисен контакт со подлогата. Целосниот впечаток е позитивен, на правци се истакнува удобноста, додека на свиоци не треба да се работи со воланот поради дејството на инерцијата врз задниот дел и доколку тоа се случи, на помош пристигнува електрониката. За време на тестот, Passatот го возевме на отворен пат со газ до даска, па се до провокативно совладување на тесни планински патишта, каде често се изискува работа со менувачот и голема осцилација на брзината. Секој нов производ на Volkswagen се компарира со неговиот претходник. Тоа е бидејќи и онака пензионираните модели има навистина добри возни својства и одлична ергономија. Што се однесува до возните својства, новата генерација на Passat е задвижувана со голема палета мотори, но нашиот мотор кој го имавме на тест е веќе познатиот 2-литрен TDI од 140 конски сили.
но наоружен со техниката Blue Motion. Тоа значи дека апостроф е ставено на перформансите и на економичноста. Поради зголемената економичност, можеби овој мотор малку делува помрзливо, но не може да му најдете поголеми замерки во работењето. Со Passat поминавме повеќе од 1700 километри и потрошивме вкупно во просек гледано 6,7 литри нафта на изминати 100 километри, што е параметар за секоја пофалба. Цената од 29.500 евра е дискутабилна, но тестираниот Passat, меѓу другите дополнителни остварувања, има и кожен интериер. Се разбира, Volkswagen уште еднаш успеа да направи одлична флотна лимузина која ќе биде таргет и на приватните купувачи.